Тековно се превземаат активности за уредување на просторот пред стамбените згради помеѓу улиците Борис Краѓер и Џемал Биедик во Штип. Градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов посочи дека уредувањето ќе се одвива во две фази. Во првата фаза партерно ќе се уредуваат влезовите пред стамбените згради, а во втората фаза ќе се работи на просторот околу стамбените згради кои со години беше заборавен и полн со ѓубре. Најголем процент од заборавениот простор ќе биде искористен за нови паркинг позиции, но ќе се поставува и урбана опрема. Во прва фаза се уредуваат партерно влезовите на стамбени згради кои што се наоѓаат помеѓу овие две улици и веќе се работи со поставување на павер елементи, а во втора фаза ќе се работи на еден простор кој што со години наназад беше заборавен, полн со ѓубре, со прашина и кој што најголем процент ќе биде искористен за создавање на еден паркинг, но исто така и поставување на урбана опрема, искористување на постоечките садници, на постоечката сенка за партнерно уредување и за поставување на урбана опрема за да можат станарите да го користат соодветно овој простор целосно осветлен, кој што во втора фаза во наредните неколку недели ќе биде исто така уреден. Финансиската рамка за реализирање на ваквата активност во две фази е во вредност од околу 3 милиони динари, а просторот кој ќе се уредува зафаќа површина повеќе од 3000 метри квадратни. Истата површина целосно ќе биде искористена, осветлена и уредена за користење од страна на жителите во населба Сењак, бидејќи во непосредна близина се наоѓа и основното училиште Димитар Влахов. Некаде околу 3 милиони денари се одвоени, предвидени за овие две фази кои што ги напоменав, за уредување на овој простор кој што е повеќе од некаде околу 3000 метри квадратни, кој што соодветно ќе биде истретиран, осветлен, уреден, за да може да служи пред се за жителите на населба Сењак. Градоначалникот Јорданов апелира до сите жители кои имаат времени објекти да бидат отстранети за површината да се уреди во интерес на граѓаните. Станарите кои што имаат времени објекти да ги отстранат затоа што сето ова кое што ќе се направи ќе биде во пред се нивен интерес, затоа што ова површина која што со години наназад била неискористена и заборавена, сметаме дека треба да биде соодветно урбанизирана, уредена и да служи не само на станарите од овие стамбени згради, туку и на жителите од населба Сењак и имајќи во предвид дека овде се наоѓа основното училиште Димитар Влахов, потребата од времен паркинг простор за сите дечиња кои што доаѓаат овде и нивните родители застануваат со своите автомобили да биде соодветно искористен. Јорданов посочи дека тековно продолжуваат и активностите на улиците кои се веќе започнати, како што е улицата Широк дол, кружниот тек и паркот Кртеќе, улицата Ванчо Прке и други позиции кои што се работели од страна на извидувач економски оператор. И на тој начин чекор по чекор ќе се извршуваат активностите за урбанизирање на повеќе заборавени површини на територија на општина Штип и создавање на еден нов и модерен град.